Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Во овој прилог ќе дознаете нешто повеќе за едно од најпопуларните растенија кои се чуваат во соба некаде надвор, меѓутоа во нашите предели се чува во соба. Тоа е кактусот кој го има во многу варијанти и врсти. Дури постојат во светот разни клубови за одгледување на ова растение и многу колекционери. Нешто повеќе за ова ќе чуете од нашата колешка Вале. Кактусите се идеални растенија за чување во сакси, внатре во домот или надвор во надворешната средина, поточно во градините. Некои кактуси цветаат многу пократко, а некои цветаат подолго и изобилуваат со богатство од префинети соцветија. Многу кактуси потекнуваат од пустинските подрачја на југот на Соединетите Американски држави, Мексико и Јужна Америка, каде што ретко врне дожд и се јавуваат температурни разлики. Некои изразено цветни видови кактуси потекнуваат од топлите влажни прашуми на Средна и Јужна Америка. Тие растенија се најчесто епифити, што значи дека растат на други растенија, сеедно дали се пробиваат низ растението домаќин или живеат во длабочината на неговите гранки. Другите видови сукуленти имаат многу повеќе живеалишта отколку кактусите и со оглед на тоа што се вбројуваат во барем 20 фамилии растенија, покажуваат широк спектар на карактеристики. Нивните природни живеалишта се полусушните подрачја на Средна Америка, Африка, Австралија и Азија и северните делови на Европа и Америка. Кактусите и другите сукуленти покажуваат некои облици на приспособување. Имено им се намалува големината на листовите и ги губат листовите во многу сушни периоди. Целта е задржување, зачувување на водата со намалување на испарувањето. Единствената карактеристика на сите кактуси е присуството на месесто ткиво во телото, листовите, корењата, чија функција е собирање на водата. Токму тоа ткиво им овозможува на сукулентните растенија да ги преживеат долготрајните сушни периоди. Благодарение на различните облици и на особините на одгледување на кактусите и другите сукуленти, тие може да се употребат за повеќе ефекти. Например, високите столбови на кактусот Клеистокактус страусии даваат цврсти и силни вертикални линии кои изворедно ги нагласуваат пониските топчести облици во преден план, како видот Ехинокактус груносии или карактеристично сплеснатите членчиња на некои опунции. Некои видови се кактуси што ползат, кои служат како хоризонтални елементи во уредувањето на градините. Например, Карпобротус едулис, како и Лампрантус и Рускија, растат како густ килим, па се идеални за покривање на почвата. Кактусите и другите сукуленти често создаваат префинети пупки и редовно цветаат кога ќе созреат, до што може да дојде веќе по 1 година, но и по 40 години. Некои кактуси цветаат многу кратко, а цветовите се појавуваат веднаш по заоѓањето на сонцето, а свенуваат во текот на вечерта. Многу високите столчести кактуси имаат пупки кои постепено се отвараат во текот на вечерта, а повторно се затвараат рано во утринските часови. Нежните свилести цветови обично се многу големи во споредба со самото растение, а распонот на бои главно се во топлиот дел на спектарот, каде преовладуваат богато жолти, топли и пурпурни и разиграни црвени бои.
Со внимателно избирање и вешто распоредување во градините и во релативно свежите поднебја може да се одгледуваат атрактивни збирки кактуси и други сукуленти. Покрај добра пропускливост и многу сонце во лето, многу пустински растенија добро успеваат дури и на изненадувачки ниски температури, иако воопшто не им одговара комбинацијата на студено и влажно. За заедничко одгледување на несукулентни и сукулентни растенија, важно е да се изберат растенија кои имаат слични потреби за светлина, вид почва и распоред за залевање. Доколку се одлучите за чување на кактуси на отворено, внимавајте во преден план да ги посадите по ситните растенија, за да не ја засолнат повисоките растенија нивната осетлива убавина. На топчестите видови оставете им доволно место за да се развијат целосно. Доколку се одлучите за чување кактуси во садови, широкиот и плиток сад е природен избор за ниските и кактусите што ползат, а за посилните видови посоодветен ќе биде поголем и подлабок сад. Коритата се многу корисни за создавање на креативни комбинации на растенија со различна големина и изглед, а висечките кошници се погодни за сместување на виткави и висечки растенија. На поголемиот број кактуси им треба многу светлина, топлина и прозрачност за да напредуваат, иако некои видови треба да се заштитат од директно сонце, за да не им се спржат листовите. Во потоплите краеви, кактусите нудат можности за обликување на прекрасни пустински градини. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.